Kaj naučio tako u makedonski razgovorite? Makedonski jezik nauči doma, ama za žal literaturno ne znam da zborujem. Zborujem sva selski, da mi me razberete baš koji treba. Ja mislim ti... Малте лидерски, малте липовски. Го кажем јас така, селски јазик, ти не го јам студирано јазико, за жал. Селата во Битолски, селата во Лидерско, горе-доле со исти дијалект зборуваат. Да, исти дијалект зборуваме со Битола, ама за жал пак ќе кажа, ти не знам, качито македонски. А грчки кај имаш научено? Имам учено грчки во Кожени, во Леви и во Солун. Кога почнеш прв грчки да збориш, еве, тука си 52 години си жител, роден си во Грција? Ќе ви кажа вистина, јас не познат дело, баба ми беше Бог да отлично ме ноши во школа. Па ми ноши од главниот пат на школото, јас се враќаше други пат. И ми викаше, абе дете, зашто тоа таму? Мамо, инак зборува таму. Значи ти колко требаш школа право да не знаеш грчки да инак зборуват таму, мамо. Абе дете, треба носи сели таму да учиш писмо. Мамо, инак зборуват, не знам ја така да зборуват. Значи ти македонски си зборил до твоја 6-7 година? Од после, кога отиду на школото, почна да учиме грчки јазик. Јас која идеше дома и учеше домашните, мајка, татко, баба, како се вика воа на грчки, како се вика тоа на грчки, јас ги учеше. Значи ти ги учеше твоите? Така, после, кога отиде една година во школу. И како се живе, како да си македонец, овде во Грција? Знаете, ако сакате да си спешен македонец, тоа е тешко. Па ние што се качивме во Ридо сега, него до войната така, нема не гаде. Јас некои 20 години од 83 година се борам за правата тука на македонците. Знаете што не си? И работата моја е, јас сум професор по физика, работам во гимназија. Боле. Не ви прави проблем? На мене се знаат сите, ама сум организиран во партијата Геножито, се нема каде. Што да велат, што да прашат? Што ме фасцинира, ме храбри и дава одреден оптимизам. Значи, луѓе буде тука веќе силна репресија. Значи, после граѓанската војна, една, друга влада, фунта и така натаму и така. Нас сум бил спорја и 10.000 луѓе гласат. Значи, има луѓе во множество. За разлика од она што живе во Република Македонија, кој на првата кривина, на првата тешкотија спелили бугарски пасажи да имаат. Значи, кога се дојдам овде и кога видам како луѓето се храбри и обстојува и покрај сите прекисоци, тоа ми дава оптимизам, мора да се има. Секаде има луѓе храбрени, има луѓе што му е страх повеќе, има луѓе што интересите си пудат како ќе живеат поарно. Знаете ли, така е, што да правим така, живота си ја сакат. Како ви грчкото име? Петрозинчис. Петрозинчис. Така. И на што поводу се одзивате на Петрозинчис или на Петар Димчев? Димчев. Така така, овелea делони. Зборувам македонци, кога сум во Македонија, кога сум зборувам да играм. Зборите како зборите? По македонски ние поеќе зборуваме сакам да играм, правиме и другите така да почнат, да не се плашат да зборуваат јазикот. Да има тук одреденство и има и розуми тука. Умре луѓето на 80 години не знае грчки да зборат. И мала ми ката така. Се наоѓаме пред масовната гробница на излезот од Левите 1949 година. Се закопане некаде повеќе од 1000 македонци, кои се загинати во текот на таа граѓанска војна во тие завршни операции во околината на Левинско. Според кажувањето на старите речени, веднаш после денас тука доби скопана масовна гробница, кај што во текот на таа 49 година биле закопани телата на повеќе од 1000 најумрени независни македонци, колку тие биле напикани со луѓе од таа масовна гробница. Разлика од македонските војници кои се загинати во тие последни битки во околината на Левин и кои се закопани во таа масовна гробница без никакви одбележи. Да сите наметри подив однипа на војните гробишта во Левин се закопани сите тие војници кои се загинати од страната на грчката армија. За разлика од Франко, кој по завршувањето на шпанската граѓанска војна на едно исто место сите споменици ги закопа граѓаните од едната и од другата страна, овде во Грција тури ни мртвите не лежат на исто место, македонците се во таа масовна гробница. Спроти на доека грците се закопани на војните гробишта во Левин. Членовите на Народното објават дека денес во Грција треба да се направи гест, на иста гробница, сите споменици треба да бидат закопани македонците и грците учествувале во таа граѓанска војна од 46 до 49 година.
Имаше некои тајни документи, тајни архиви 44-45 година кога грчката држава, десните сили во Грцка, смета дека треба тогаш да се протерат некаде околу 120.000 македонци. Кога се гледат бројките во регионската војна, околу 20.000 македонци загина во таа граѓанска војна, околу 40 беа деца, бегалци, жени, бегалци, така натаму. Значи дека таа бројка 60-80.000 Разлижија, да. Таму беше намерата, да ги иштетат овие региони што беа масовно, и не само масовно, 99% населени од македонци. И таа намера за Косур, например, се исполни. Косур веќе се испразне или предпа. Сите тие косурски веќе се испразне, да се пусти. Не може тоа да го успеат во Левинските села, например. Таму остана, вистина, демек остана пак повеќето луѓе си остана во селата. И како е да се биде македонец во Грција? Видите, во денес во Македонија, во Грција за да бидеш македонец, не е тоа тешко што ќе те полиција ќе те мачи или ќе те тепа или не знам што. Ама многу тешко е веќе кој ќе си освестен како македонец. Мора да му речеш на детето твое, да му кажеш што ти знаеш ти си македонец, не си грк. Мора да му кажеш на внучето, мора на пријателот. А сите оние луѓе околу тебе се под влијание на една држава, што притиска со телевизија, на школа, со даскали, со учители, со попови во црквите, со ветници, со било што, радио, мас-медиуми, со пари, со луѓе што ќе одат и ќе му велат, абе, што ми треба сега да се расправаме, например, ние со овие работи, полите живачката, знаеш, врви, течи, па да си ватиме некој по-убаво место, по-убава работа, да си врвиме по-добро. Тоа е тешкото за македонецот сега, како ќе може оние луѓе што живеат околу него да ги убеди од тие луѓе Имате македонски корен. Так, и мора да не го оставиме.